Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Што е тоа генетско советување? Кому е наменето и како се изведува? Може ли да биде корисно при проширувањето на семејството или пак при превенцијата кај некои наследни карциноми? Се за генетското советување. Денескот разговорот со професор доктор Тодор Арсов, генетичар, експерт по генетско советување. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на телма. За генетското советување во денешната телма амбуланта зборуваме со професор доктор Тодор Арсов, генетичар, експерт по генетско советување. Професоре, добар ден. Задоволство што сте повторно во студиото на телма. Добар ден, Марија, и еве фала за поканата. Се надевам дека ќе овозможиме уште една интересна емисија за гледачите, но пред да почнеме, сакав уште еднаш да изразам честитки на вашата телевизија, што еве има ваков уредник на здравствената програма кој што е во тек со настаните и кој што се осмелува да отвори некои теми за кои што не се зборува многу лесно. Јас пред некој ден ја гледав емисијата со професорката Гордана Адамова и сакам да искористам прилика еве да упатам поздрав до професорката и благодарност. Таа била една од моите професорки, една од моите учителки. Јас се сеќавам на многу инспирираните и инспиративните часови по гинекологија и акушерство и се воодушевувам на тој остар интелект и големо срце. Знаете, тие две работи, еве ќе зборуваме за генетско советување, често пати тешко се негуваат во еден човек. Техничкото знаење од една страна, меѓутоа овие меки вештини, длабокиот етичен, да кажам, однос и контакт со луѓето, што сум го забележал кај неа како нешто различно. Така, токму затоа зборувавме со неа за етиката, секогаш се инспиративни разговорите со неа, како што се инспиративни професори со вас. Ви благодарам за... Да, еве кажуваше таа дека сега некои од децата кои што ги донела на свет, па сега нивните деца доаѓаат и така им кажувале мајките. Тоа е едната дејност на професорката, се разбира, другата дејност е не учела нас, па еве сега доаѓаме и следни генерации да по незините патишта и во незиното столче нешто да кажуваме. Професоре, јас ќе започнам со што беа преплавени медиумите, светските медиуми минатата недела. Во Австралија, Кетлин Фолбик, австралиската мајка која што беше обвината за убиството на незините 4 деца и помина 20 години во затвор, беше конечно ослободена. Дали е таа сега невина, сосема, тоа ќе дали е докажана незината невинност и во целиот овој процес всушност вие имате голема заслуга како генетичар, работеше еден тим на генетичари кои што утврди одредени генетски мутации како можни причинители на смрт кај децата и што значува за науката. Така. И за вас, бидејќи сведочевте нели во судот во Австралија. Неколку пати. Марија, овој случај е многу сложен и многу долги. Знаете, историјата е 20 годишна, таа е во 2003 година осудена за убиство на 4 деца. Австралискиот, како и другите поразвиени правосудни системи во овој свет, имаат процес во кој што во текот на издржувањето на долгогодишните казни, во колку човекот ја одржува невиноста, тогаш има можност за прегледување на случајот во определени временски интервали со цел да се утврди дали има некои нови околности, нови докази или дали технологијата е еволуирала на начин кој што би можела да открие нешто ново што тогаш кога било оригиналното судење не било достапно во процесот. И еве тоа беше нешто што се случи во 2019. Во 2019 година ние веќе ги имавме нашите наоди, да кажам, од генетика, меѓутоа во таа фаза постапката заклучи дека нема доволно докази за да се преиначува било што. После што следеше нели голема возбуда во меѓународната научна заедница, бидејќи мислам дека доказите беа и во тоа време релативно силни, меѓутоа се надоврзаа понатаму други истражувања, се вклучија повеќе експерти, знаете дека имаше и петиција од меѓународната научна заедница на која што беа подпишани неколку нобеловци, тврдејќи дека гласот на науката не е слушнат, заради што во 2022-3, ноември 22 и
оваа година февруари, мислам некако така, се преотвори случајот и новите докази беа презентирани како од генетика, така и од форензичка психологија. Значи, за прв пат имаше можност правосудниот систем да слушне и формално вештачење од психологијата на дневниците, така да кажам, кој што беше еден од факторите кој што допринел до осудата своевремено. Тогаш ги изнесовме нашите докази уште еднаш, во друго светло, во друг состав беше сослушувањето и таа истрага заклучи дека има основано сомнение дека таа ги направила нештата. Значи, разумен сомнеш тогаш во тој разумен момент. сомнеш, да. И во јуни, како најбрза можност за таа да биде ослободена, беше помилувана од гувернерот на Нов Јужен Велс. Меѓутоа, се разбира дека во текот на наредните месеци се преиспитувале во правосудниот систем, да кажеме, во државата, доказите и така натаму. И минатата недела тоа што се случи е што всушност судот во една релативно кратка постапка, во едно кратко седнување, барем јас колку што разбирам, ги отфрли обвиненијата. Така што сега е таа и невина, да кажеме, па понатаму мислам... Значи, докажа својата невиност по 20 години поминати во затвор. Да. Сега ќе се бараат реформи во судството, па и голема одштета, најголема досега пишува Па така во читаме Австралија. во медиумите, јас не знам, предпоставувам дека нема цена, да кажам, времето поминато во затвор, меѓутоа нема цена ни вината која што му е наметната на човек во колку не било така. Така што важното е дека се надевам дека таа ја има правдата на крајот и дека има во себе некаков мир. Таков печаток ми остави и кога ја сретна во времето кога ги правевме истражувањата, дека има развиено некој филозофски поглед на нештото, без горчина и без лутина во неја, барем јас не ја видов. Во поглед на реформите на правосудниот систем, мислам дека ова ќе потегне, бидејќи сега знаете тука се замеша и Австралиската академија на науки и уметности и така натаму, и мислам дека ќе потегне реформа која што ќе значи дека кога овие случаи се отвораат да се разгледаат од почеток, во текот на издржувањето на казната на осудениот, дека нема да го води обвинителството. Бидејќи знаете, обвинителството е дел од правосудниот, односно како да кажем, од правниот систем кој што тогаш ја водел постапката на обвинението, да кажем, и сега тие кога после 20 години го водат повторно случајот, излегува малце конфликт на интереси. По-развиен свет, да кажеме Англија, Америка, одамна имаат независно тело кое што ја прави овој увид, кој што има независни финанси, така да мислам дека тоа ќе се случи сега и во Австралија, ќе се формира такво независно тело кое што ќе врши увид на криминалните осуди од минатото. А има ли некои жени кои што се во затвор поради исто така обвинение за убиство на нивното дете кое што починало ненадејно во првата година од животот, па сега да бараат ваков тип на истражување, генетски анализи и слично? Видете, ова, да, се разбира, мислам дека ова покрена доста интерес во медиумите, и во научните медиуми, и во популарните, да кажам, медиуми. И да, мислам, се водат постапки на планетава, се разбира, кои што ги обвинуваат родителите, да кажеме, за или едниот родител за нешто слично, да кажеме, за убиство, или, знаете, истиот овој Рој Медоу, за кој што сме зборувале во една од претходните емисии, кој што кажува едно починато дете во семејство е трагедија, 2 е сомнително, 3 е убиство, освен ако не се докаже поинаку. А веќе 4, како што беше во овој случај. Тоа, мислам, нема дискусија. Тоа се разбира е базирано на неточна статистичка обработка и тоа е сега тотално дискредитирана теорија и мислам дека тој трпи определени санкции заради... Но врз сума на таа теорија теорија се случува други работи. Другата теорија која што ја изведува тој е ова така наречено повредување на децата Минхаузен од близина, Минхаузен by proxy е, да речем, синдромот, каде што родителите бараат внимание, да кажеме, од здравствениот систем, па ги повредуваат децата и на некој начин тоа така. И сега знаете, кога имате една ситуација на дете кое што е вистина болно и можеби многу тешко болно,
родителите се многу загрижени и тие го притискаат здравствениот систем. Тоа ние го гледаме и во нашата пракса, меѓутоа по некој пат здравствениот систем не е толерантен и ги закачува овие, да кажам, диагнози кои што, да кажем, се основа да им се одземат децата на родителите и по некој пат да се покренати криминални обвинения и така натаму, така да има такви случаи, излегува многу на планетава. Ние сме биле контактирани за неколку и се обидуваме нешто што може во рамките на она што го знаеме, да речем, да помогнеме. Меѓутоа, да, овој случај и до тогаш го знаеме тој синдром на мајка убиец, а еве сега и овие други, да кажеме, Минхаузен by proxy, мислам дека се многу несреќни, да кажам, ситуации и околности, каде што е вистина тешко, мислам, освен за мене, освен ако нема убедителни докази, да прифатите дека родител може да повреди или, да кажам, да убие дете. Знаете, јас не сум родител, меѓутоа зборувам имам родители, се разбира, и зборувам со родители и така. Така што, да, се случуваат други такви процеси на планетава, па еве. Така, генетиката очигледно наоѓа место во многу сфери на современото живење. Сега ќе проговориме за нешто што е дел од генетското советување. Знаеме дека во нашите гени се запишани многу работи. Ете, дали ќе бидеме високи или ниски, каква боја на очи ќе имаме, дали ќе бидеме смирени или избувливи, нервозни, па дали ќе бидеме болни од одредени болести. Велат дека дури и дали ќе имаме проблем со вишокот на килограми можеби е запишано во гените. Дали сето она што стои како информација во нашиот генетски материјал со сигурно значи дека ќе се манифестира. Бидејќи има и една народна поговорка, велат така ми е пишано. Па има ли вистини во тоа? Да, знаете, Шекспир кажал нешто за тоа пишаното, дека не е во звездите, туку можеби е во нас пишаното. Видете, ние не разбираме сосема до крај, да кажем, до каде е нештото за тоа како сум јас и како сте вие, запишано во гените, со други зборови, каде завршува некаков биолошки детерминизам, предодреденост некаква биолошка, а каде почнува слободната волја, да кажем, или каде почнува играта на случајот. Вие спомнавте еден збор кој што е многу важен, еве ќе зборуваме за генетско советување, сигурно. Знаете, ние како луѓе, како психологија, како хомо психологикус, да кажам, сакаме сигурност. Ние сакаме да седиме на тврдо столче, да е предвидливо нештото. Животот се разбира дека не е таков и тоа ни создава определени потешкоти и тоа е изворот на анксиозноста, да кажеме, во која што живее светот и мислам околу неја се развива една голема индустрија, осигурателната индустрија, која што продава осигурување од различни видови на ризици и така ни го враќа чувството на спокој, бидејќи сме ние осигурани од определен ризик здравствен или штета на колата, автомобилот или станот и така натаму. Генетиката ја доживуваме во светот, да кажам, како релативно сигурна, дека ние кога ќе добиеме некаква генетска информација, резултат од некаков генетски, тоа е сигурно. Почесто всушност ни се чини дека не е така. Има некои работи кои што се сигурни, меѓутоа во добар дел од случаите не е точно така. Например, ако во едно семејство една жена, да кажеме, е диагностицирана со канцер на дојка, например, и е најдено дека е носител на генетска промена во BRCA1 генот, тогаш ние можеме да тестираме во семејството други членови и тогаш да знаеме сигурно дали тие се носители или не се носители на истата таа генетска промена и да проценуваме колкав е ризикот да се развие некаков канцер, да кажеме, и како можеме да предложиме мерки за човекот да управува со ризикот воколку не сака да ги остави работите на случајот. Меѓутоа, никој не брани тој човек и што не ја наследил генетската промена во текот на животот да добие канцер, ме разбирате? И на дојка, затоа што секој еден има ризик за се нешто. Другото нешто е, например, кога во едно семејство, например, има едно детенце со некаква автозомно рецесивна болест, еве популарна е цистичната фиброза последнава година во медиумите кај нас, ако се двајцата родители носители,
Постои зголемена веројатност да се роди детенце со цистична фиброза, на пример од 1 на 4. За два општи луѓе кои што не знаеме дали се носители, ризикот би бил многу помал, да кажем 1 на 2500 е честотата на оваа болест. Меѓутоа, ако се двајцата носители, 1 на 4 да имаат болно дете. Меѓутоа, е 3 од 4 да имаат здраво дете. Кој од двете ќе биде, ние не можеме да знаеме додека не ја тестираме, да речеме, бременоста или претходно додека не ги тестираме ембрионите. Сакам да ви кажам дека таа идеја за сигурност е длабоко всадена во нашата психологија и во нашата еволуција и ние сакаме предвидливи и сигурни работи. Но ништо не е сигурно. Ништо не е сигурно и така и генетиката не треба да се свати и да се доживее како некоја панацеја која што може да ни каже се, може да ни каже нешто, некој пат може да ни даде определена информација и сигурност, меѓутоа почесто мислам дека е несигурна отколку што е сигурна. Така, но професоре, доколку има некоја партнерска двојка која што веќе има дете со некакво здравствено заболување или пак болест или пак во семејството се провлекува некоја тешка генетска болест, се препорачува ли да направат генетско советување пред да го прошират семејството? Ќе овозможи ли тоа некаква до некаде сигурност? Да. Видете, да, во функционален здравствен систем, секако семејство кое што има определен генетски здравствен проблем, би требало да дојде до сервис кој што нуди услуги од клиничка генетика или генетско советување, да кажеме. Меѓутоа, ние, знаете, не им кажуваме на луѓето дека треба. Знаете, тоа правило не е така. Мислам, затоа што луѓето имаат право да одлучат секако. Ние и нашата работа е ние да им предочиме на луѓето кои се ризиците врз база на личните, семејните истории, да кажеме, да ги обучиме, да ги едуцираме, да кажеме кои се начините на наследување, ако претходно не ја виделе болеста, да им објасниме и како таа болест, например, би изгледала, што може да се очекува во функционален поглед. Меѓутоа, луѓето им помагаме да допатуваат самите до својата одлука, одлуката која што е конзистентна со нивните верувања, убедувања, филозофски, религиски, ако сакате, било како. Да, се разбира дека луѓето, ако се заинтересирани да знаат, за да го управуваат ризикот во смисол да обезбедат здраво потомство, може генетиката да помогне. Меѓутоа, еве пак да се навратиме на сигурноста. Ние можеме да тестираме, например, пренатално, од кога ќе почне бременоста, да тестираме на кој начин се пренела или не се пренела болеста за бебенцето и еве да речеме, наоѓаме дека не е наследена генетската промена, нема да ја има болеста. Тоа е сигурно. Меѓутоа, ништо друго не е сигурно за тоа дете. Други болести кои што исто така може да се појават. Да, светот е непредвидлив. Ние обично кога зборуваме за овие работи, ние ги редуцираме нештата на тоа едно Меѓутоа, сите други ризици се уште си стојат и ние тоа сме го виделе, додека гледаме едно и семејството се интересира за едно, на крајот се случува да речеме нешто друго што не е дел од скрининг програми и така натаму. Професоре, што е со жените што имаат чести спонтани абортус или пак мртвородени бебиња? Дали генетското советување, генетските испитувања би можеле да дадат некаков одговор? Ова ве прашам бидејќи можеме да идеме на податок дека природата сама го ја прави онаа селекција, сама го решава проблемот доколку во ембрионот или пак фетусот има некаква генетска малформација и се случува спонтан абортус. Вака, Марија, значи прво не би, ако може да го реформулирам прашањето, не би рекле што е со овие жени кои што имаат ваква историја, туку што е со овие парови кои што имаат ваква историја, бидејќи знаеме дека и партнерот е вклучен подеднакво. Ете така, од генетска гледна генетскиот материјал, така. Ете така, од генетска гледна точка двајцата партнери учествуваат подеднакво. Жената сме кажале малку повеќе заради митохондријалната ДНК. Од тие 6 милиарди букви што ги имаме, жената уште со едни 16.000 и малце повеќе.
е позастапена, да кажеме, во нашите геноми мајката. Така што знаете, ние имаме тенденција да мислиме дека човечката репродукција е едноставна работа, дека на пример двајца луѓе се сретна, се засака, се случија овие разни церемонии што ги правиме и понатаму останаа бремени еднаш два пати, им се родија две деца и се е во ред. Тоа всушност не е точно така и често пати не е така. Значи да се изгуби бременност, особено во првиот триместар во раната фаза, не е всушност толку ретко, па тоа ако не е ретко и да се случи и два пати, например, исто така не би било дека секој пат мора да укаже на некаква значајна патологија, на некаков значаен проблем. Сега, тогаш кога има две или повеќе од две бременности, зависно различни препораки на различен начин го третираат прашањето, не е исклучено и после прва изгубена бременност. Луѓето се интересираат за причините, по некој пат може би изгубената бременност е тестирана, па ќе видиме во неа што било и така натаму, меѓутоа најчеста причина, особено за ран губиток на бременност, повторуван ран губиток на бременност, се всушност хромозомските болести, ние велиме анеуплоидија, значи неточен број на хромозоми. Наместо 46, по два хромозоми во секој хромозомски пар, еден од мајка, еден од татко, се случуваат определени промени, каде што или некој хромозом недостасува од еден пар или има повеќе од два, да кажеме, во еден пар. Тоа ако ги испитуваме овие повторено изгубени бременности во раната фаза, може би различна литература, меѓутоа некаде меѓу 60 и 80% ќе најдеме дека се случило нешто. Во еден сперматозоид или во една јајцеклетка, ако ги испитуваме родителите, тие се најчесто со нормален кариотип. Значи нема ништо што се наследува, меѓутоа се случила некоја грешка. Се случила грешка во сперматозоид или во јајцеклетка или можеби откако почнал ембрионот да се развива. Во мал процент на случаите на повторено изгубени бременности во раната фаза, да речам во првиот триместар, всушност се работи за хромозомска варијанта кај едниот од двајцата родители, например таткото или мајката, кои што се носители на нешто што викаме транслокација. Транслокацијата е, знаете, ние геномот можеме да го замислиме како една библиотека со 23 реда и во секој ред се наместени книгите, гените. И такви библиотеки имаме две, едната е наследена од мајка, едната од татко. Секој ред е еден хромозом, така книгите во редот се гените. Кај еден од 1000 луѓе не е баш така работата, може би книгите се распоредени малку поинаку. Например, пола од книгите од 5-тиот ред се во 8-тиот ред и обратно, пола од книгите од 8-тиот. Значи тоа за човекот кој што е носител на таква велиме транслокација хромозомска, не е некоја особена проблематика, бидејќи природата мери од се да имаме по две. А дали е распоредено вака или вака, тоа не е многу важно најчесто. Меѓутоа, кога тие луѓе ги создаваат репродуктивните клетки, тоа нешто може да се пренесе на небалансиран начин и да води до тоа повторувано да се создаваат ембриони, кои што ќе имаат неточен број на хромозоми и кои што ќе завршуваат со ран губиток на бременност или по некој пат и со раѓање на детенце со определени здравствени проблеми. Така да, може генетиката, да речем, во тие случаи да помогне, да разјасни дали нештото се наследува и да предложи мерки како може со ризикот во следната бременност човек да се справи или може да кажа дека да, ова да се бара на друго место, да кажеме, воколку има проблем, морам да кажам дека изгубена бременност една-две не мора секој пат да е знак за голем аларм. Секако треба да се направат испитувањата, но не значи дека сигурно има некаков проблем. Тоа е работата на природата. Знаете, природата не дозволува грешки во бројот на хромозомите да се развијат далеку во бременоста. А што е со генетскиот материјал во јајцеклетките и во сперматозоидите кај жените и кај мажите? Дали со возраста на жените и мажите се менува нивниот квалитет? Дали по одредена возраст кај мажот и кај жената исто така би било корисно некакво генетско советување за да се дознаат сите ризици? Па да видите, ние например знаеме веќе кога зборуваме за анеуплоидиите, знаеме дека анеуплоидиите честотата е поврзана со
возраста на мајката. Например, Дауновиот синдром е една неоплоидија што по некој пат може да ја преживее бременоста и да се роди детенце со Даунов синдром. Честотата на Дауновиот синдром велиме околу 1 на 600 или нешто така до 1000, еве сега скрининзите малку се мешаат, па инциденцијата се менува, меѓутоа од прилика тука некаде. Така што, да речеме, кај помлада жена во 20 години, тој ризик е можеби 1 на 1500 или помалку, а кај една жена, например, на 42-3 години, ќе биде 1 на 340, така, или 40-50, да кажеме, значително повисок. Значи, ризикот за анеоплоидија се зголемува со текот на возраста. Тоа не е толку поврзано со квалитетот на јајцеклетките, колку што е поврзано со тоа што хромозомите поминуваат подолго време во таа некоја латентна фаза залепени еден за друг и таа машина која што ќе треба да ги одвои во текот на овулацијата, да кажеме, малку станува по-непрецизна и почесто може хромозомите да отидат навака или натака. Ова нешто, например, не го гледаме само низ честотата на хромозомските анеоплоиди кај ефектуирана бременост, туку го гледаме и со помалиот успех на инвитро фертилизацијата кај повозрасните парови. Значи, исходот, успешноста на инвитро оплодувањето, на вештачки потпомогнатото оплодување, зависи воглавно од возраста на мајката. И тоа е тоа заради тие... А возраста на Сега ќе кажеме и за таткото, само ова, ако може да, уште неколку збора да кажам. И затоа, всушност, тука генетиката може да помага, да кажеме, да се избираат ембриони кои што се со точен број на хромозоми. И тоа знаеме дека можеби кај повозрасни парови ја враќа веројатноста за успешен циклус од IVF како кај помлад пар, да кажеме. Значи, со возраста на мајката се сврзани почесто хромозомските овие некои заболувања. Со возраста на таткото традиционално сме мислеле дека не е сврзано ништо. Сега излегува дека не е така. Има определена литература понова која што кажува дека некои од така наречените де-ново генетски промени, а тоа значи, како што е во овие хромозомски грешки се случуваат во една јајцеклетка или сперматозоид, така и овие генетски промени во ниво на ДНК, значи кога една буква ќе се смени со друга буква, може да се случат исто така во еден сперматозоид или јајцеклетки да не се наследени. Значи ги тестираме родителите, тие не се носители, ама кај детето го има. Ние сите имаме такви по неколку промени кои што не сме ги наследили, едноставно се тие уникатни за нас. Тоест, тие такви видови на промени се малку повеќе поврзани со возраста на таткото, зашто знаете мажите колку старееме, толку поголем број на клеточни делби има во текот на нашата гаметогенеза, во текот на процесот на создавање на сперматозоидите, поголем број на делби, а колку е поголем бројот на делбите, толку е поголем бројот за такви грешки кои што не се поправени од машината која што треба да ги поправи во секвенцата. По со која возраст ке мажете тоа? Па видете, мислам дека ова е сега се уште на некој начин анегдотски, да кажам, и немаме точни мерки, меѓутоа се добива впечаток од литературата која што ја имаме на располагање, дека како се повеќе студии тоа нешто да го кажуваат, дека со возраста, не на ваков предвидлив начин како за Дауновиот синдром, бидејќи знаете Дауновиот синдром е конкретна хромозомска и таа може да се брои лесно, а де-ново, знаете, илјадници гени има. Еве, ја најдов на податок дека мажот под 45-та година би било добро да појде на едно генетско советување доколку сака се реализира за прв пат како родител или не мора за прв пат, доколку сака повторно да се реализира како родител. Но и очигледно таа бројка на возраст не значи не е присутна. Видете, во секоја возраст ризиците си постојат. Знаете тоа дека еден човек е, например, носител на цистична фиброза во белата популација е 1 од 25 луѓе, па веројатноста да сретне некој кој што исто така носител 1 на 25, 1 на 25, по 1 на 25, 1 на 625 пара, ќе бидат и двајцата носители, по 1 на 4 двајцата да ја пренесат болест, 1 на 2500, тоа е честотата со која што ја гледаме цистичната фиброза. Значи тоа си стои 1 на 25. Дали вие ќе се одлучите за репродукција на 25 или на 45 години, не менува. Значи, менуваат кај некои болести, меѓутоа она што е доминантниот, да речам, кај моногенските болести наследени,
Честотата не е поврзана со возраста, но да, добро е и тоа видете, тоа се уште не е реалност во нашата средина, меѓутоа да, ние можеме да предложиме и мерки за, например, луѓето кои што се интересираат и пред да забременат да можат да тестираат дали се носители за нешто. И тоа е така наречениот предконцепцијски скрининг, велам дел од колегите од гинекологија се обидуваат нешто во тој поглед да кажуваат, и скоро и на една конференција колешка од Софија кажуваше за предконцепцијскиот скрининг, се разбира, тоа е во известна смисла поголема реалност во, например, Австралија и Америка, меѓутоа се работи кои што не се платени од фондот и тогаш стануваат малку етички, знаете, затоа што сите овие тестови коштаат, например, можеби зависно од тоа колку е бројот на гените кои што е вклучен во испитувањето, може да варира од неколку стотини до 1000 и над 1000 евра, да кажеме, за еден човек и уште еден човек двајца. Знаете, тоа во нашиве околности не може да си го дозволат голем број на парови и тогаш, знаете, се поставува прашањето, ако го правиме или го предлагаме, ама може да си го дозволи само една категорија луѓе, а не може друга, дали тогаш генетските болести ќе бидат резервирани само за оние луѓе кои што не можат да си дозволат генетски тест. Ме разбирате? Така што скринингот, како вие и со професорката зборувавте за скрининзи, скринингот како идеја, тоа е начинот да се справуваме со болести. Меѓутоа, скринингот, ако не е национална програма, која што е платена од фондот, тогаш станува многу проблематично од етичка гледна точка. И овие скрининзи за кои што зборувавте во бременоста, биохемискиот скрининг, например, е покриен од фондот. Меѓутоа, неинвазивната пренатална диагноза, се прави преку крв? Преку крвта на мајката се гледа ДНК од бебето, 600 до 800 евра, знаете, тоа не може да си го дозволи Баш секој. Секој, така што да речеме новороденечкиот скрининг е покриен за сите, знаете, скрининг за канцер на грло на матка покриен за сите, за дојка покриен за сите, така што овој предконцепцијски скрининг, например, не е ова неинвазивното пренатално тестирање, не е, и тука јас, например, во мојата пракса се судирам со проблеми, бидејќи етички, бидејќи знаете, прашањето е докаде ќе го предлагате и како да го предлагате тоа кога знаете дека не може секој човек да си го дозволи. Едното ниво на размислување може да кажа па добро за тој што може. Меѓутоа тоа е прилично краткорочно и парцијално гледање на нештата, не може така. Знаете, тие некои работи мора да се решаваат на глобално ниво. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната тема амбуланта со нивни прашања на темата на која што зборуваме, а тоа е генетското советување со професор доктор Тодор Арсов, генетичар и експерт за генетско советување. Професоре, ќе ве прашам дали секој генетичар може да прави генетско советување, дали секој може да ги интерпретира резултатите што ќе ги добие, дали е тоа комплексно? Видете, ова прашање е доста сложено кое што ми го поставувате, бидејќи, знаете, оваа професија во нашата земја и клиничката генетика во известна смисла е во зародиш, односно не имаме организиран систем, да кажам, во оваа сфера и е многу тешко всушност да се каже за, да речам, кој е начинот во нашата земја. Мислам дека би требало со овие работи да се занимава некој кој што е учен во областа, да кажам, генетското советување во светот се учи како двогодишен магистарски професионален курс во кој што има 1/3, да речам, предавање испити, 1/3 клиничка пракса, 1/3 истражувачки проект насочен кон генетското советување. И на тој начин се произведуваат генетски советници. Тие може да бидат по профил од медицинската професија, да речем може би од биолошката професија, психолози, социјални работници. Значи професијата се раѓа од социјална работа, од социјалните работници, меѓутоа еве сега е малце пораширено и е мултидисциплинарна. Воглавно, да кажам, 97-8% од професијата е исто така женска, значи мажите во оваа професија сме всушност исклучок. Така што така е во светот. Клиничкиот генетичар, да кажеме лекарот кој што е учен во клиничка генетика како специјализација, во текот на специјализацијата би требало да има значителна обука во однос на генетско советување, така што и тие се вклучуваат, иако што обично никој пат не работат самостојно, секој пат со генетски советник. До нив другите
да речеме генетски профили, да кажеме овие што се повеќе лабораториски базирани, да кажем биолози што се занимаваат со цитогенетика, анализа на хромозомите или со молекуларна генетика, ДНК анализи, тие немаат во својот курикулум и во своето образование, да кажем, тако видна подготовка, затоа што, знаете, многу е лесно да се замисли дека генетско советување да му кажете на некого 1 од 4 или направи го овој тест, ама нештото е многу повеќе. Ќе проговориме, затоа се надевам ќе имаме простор, бидејќи има гледачи. Јас ќе ги замолам да бидат што по-кратки, по-конкретни со прашањата во интерес на времето, за да може да добијат одговор. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Вака сега имам едно неуспешно инвитро позади мене. Имам направено генетски мутации, меѓутоа моментално ги немам резултатите со мене. Како можам да дојдам до докторот? Сакам консултација. Аха, сакате со професорот консултација. Да. Професоре, правите консултација? Да, видите, ние сме зборувале некој пат, за тоа и понатаму може да не ја задржуваме гледачката. Вие може или да оставите телефон некако, не знам, и да се договориме да... Еве, после емисијата нека се јави во телевизија Телма, нека остави контакти, потоа ќе најдеме начин да стапите во комуникација. Ќе го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање за Повелете, докторот. ве слушаме. Да, мојата ќерка има 42 години, имаше еден спонтан абортус, потоа имаше инвитро и после инвитрото повторно спонтан. Па би сакала да прашам што може да се направи во ваков случај. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Докторот рече дека да остават природно да се случи тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате, професоре? Видете, јас, знаете, никој пат не се едноставни работите во оваа професија и еве сега кога зборуваме за генетско советување, да кажам дека тоа е еден процес кој што е многу сложен, да кажеме, кој што делумно се одвива, да кажеме, пред да се превземе било какво тестирање, па тестирањето, па делумно се одвива по тестот. Значи, во пред тест разговорите, да кажеме, ние обично земаме лична историја, што се случило, еве дел од ова што кажа гледачката, но и семејна историја. Семејната историја во генетика, во генетско советување, обично трае барем 30-40 минути. Значи голем простор што встапува на тоа. Остатокот од медицината, има и литература за ова публикувана, семејна историја обично одзема околу 30 до 50 секунди од консултацијата, например, кај некој друг специјалист од друга област. Има некој друг во семејството? И толку, нема. да или не, толку. Негативна семејна историја. Негативна семејна историја скоро не постои. Секој има семејство и во семејството има историја. Некој има висок притисок, некој имал срцева болест. Најчесто не е поврзано, меѓутоа многу често е поврзано. Така што ние нашето размислување и нашите стратегии, да кажеме, во однос на можни тестови, разговори и така натаму, се базираат на многу детални информации кои што ние не можеме да ги добиеме вака многу кратко на, знаете, со 3 збора. Таа медицина со 3 збора, што е како е, јас не ја признавам и не ја прифаќам, така што мислам повторно, ако сака гледачката или подобро нејзината ќерка, бидејќи таа би требало да го поставува прашањето, нека да остават телефон или некако, па ќе најдеме начин да се слушнеме. Во контакт. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Сакам доктора да го прашам нешто. Така, ве слушаме. Вака, докторе, сакам искрено да ми одговорите дали постои во медицината да плодот порано почне да мрда. Вака сега ќе ви обяснам. Јас без времена, со сигурност дека сум времена, да речеме 2 месеца. Докторот, гинекологот ми вика 4 месеци. И ме пратија на проверка. Така, зборувате за коригирана возраст на плодот, ако добро ве разбрав, бидејќи немаме време на долго да ја слушаме приказната, јас ќе ве замолам да скратите. Значи, ова ме мачи со години, сакам одговор од докторот, стрпите се.
Така. Мене плодот ми промрда во 2,5 месеца. Дали го имате тоа во евиденција во Така, дали има такво некое искуство во медицината досега? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Добро, ова би било надвор од нештата комплетно што ги надвор од нештата тема. разбирам и Предпоставам дека кои што ги гинеколог знам ќе јас. треба да би одговори на требало оваа со тема. некој Вие сте акушер, генетичар. да, така. Така, ние продолжуваме понатаму. Дали има само уште еден гледач? Не се исклучил, добро. Докторе, што доколку се утврди кај некоја жена или пак машка, еден од партнерите, дека постои доминантно наследна генетска болест? Како тоа се соопштува? На каков начин, со каков јазик тоа треба да се каже? Видите, Дека со сигурност ќе ја пренесат болеста во потомството. Сигурно тоа не е едноставно да се слушне. Видете, мислам дека доминантните болести не се наследуваат, не се пренесуваат сигурно. Веројатноста е 1 од 2. Значи, доминантната болест или ќе се пренесе овој ген кој што не работи, едниот од двата, или овој кој што работи. Еве, ништо не е сигурно во генетиката, секој пат е веројатност. Меѓутоа, знаете, и друго нешто, например, ова, колку што го разбирам, прашањето каде сакате да прашате е, например, секој генетски резултат кога се соопштува, например, особено кога е правено така наречено предиктивно тестирање. Например, има определена болест доминантна во семејството, кај родител или брат, сестра, и сега брат, сестра или дете се интересира дали наследили или не. Например, некоја невролошка болест со подоцен почеток или некој од наследните канцер синдроми, така? Тоа е прашањето како ќе му кажеме на човек, еве ова е вашата, преска го кажавте зборот, судбина. Знаете, тоа е умешноста или уметноста во ова советување, каде што ние во текот на учењето, да кажеме, во оваа професија, поминуваме ни значителен бихевиорален тренинг, тоа е во однесувањето, да може човек да се гледа и себе си, и своите постапки, и изрази на лицето и зборови и така натаму. Еве да кажам, дел од тренингот е со симулирани сеанси, со глумци, да кажеме, со камера, и потоа човек прави, да кажеме, анализа на нештата, како мрдал, како подигнал веѓа, или знаете, и станува човек многу свесен за себе си и научува како да го држи тој вредносно неутрален, да кажам, вредносно неутрална позиција, да не натагнува навака или натака во разговорот. Меѓутоа, дел од таа умешност во разговорите е воспоставување и на еден психолошки контакт, кој што е многу индивидуален со секоја особа, зашто зборовите се само инструмент. Знаете, зборовите не се, знаете, повеќе ова целото разбирање и целото доживување помеѓу двајцата луѓе, помеѓу тој што советува и тој што го прашува, да речем, прашањето, и ние никој пат не сме, или барем јас не си дозволувам, ама во нашиве околности се случува, да прв пат го запознавам човек со резултатот. Ме разбирате? Значи, кога ќе дојде до тоа да му се каже нештото, да речем, на човек, без разлика каков и да е тој резултат, ние веќе имаме определена историја со човекот, отприлика знаеме каде сме, и тој човек исто така во текот на пред-тест советувањето веќе знае што може да очекува. И тогаш кажуваме, ова е од тие можности кои што ги разговаравме. Меѓутоа, морам да кажам дека честото недоразбирање е дека само позитивниот резултат е тој страшниот кој што се кажува. А тоа не е сосема точно, затоа што по некој пат, во некои семејства, например, тогаш кога ќе се даде негативен резултат, например, едната сестра има канцер на дојки, таму е најдена, да речеме, генетската промена, и таа има уште 4 сестри. 2 од сестрите, и тие обично, да речеме, доваѓаат како група во советување, заедно се тестираат и заедно им се даваат резултатите, ве сум имал такво искуство. 2 се позитивни и тие се всушност пресреќни, насмејани, бидејќи се како сестрата, односно како мајката, а другите 2 кои што не ја наследила генетската промена, всушност плачат, бидејќи го имаат она нешто што го опишуваме како феномен во психологијата, вина на
преживувачот, survival Би се guilt. очекувало сосема поинаква Да, мислам, реакција. тоа се случува и е нештото што е опишано во книгата и ние го гледаме така што секој генетски резултат кога се дава, ние не можеме да предпоставиме точно како ќе биде на каква реакција ќе и сме најде. спремни да речем за сите околности и да го поддржиме човекот во тие моменти, да кажам, додека нели не помине новоста, да речем, непосредна на информацијата. Так. Имаме уште еден гледач, а многу малку време. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Јас сакам да го поздравам докторот, прекрасна емисија, на телефон е Владко Поповски. Благодарам. Сакам да прашам колку досега познати гени постојат и колку претпоставувате дека не познава медицината гени што ги имаме? Ви благодарам за вклучувањето во програма и ви е интересно прашање. Познати ли се сите гени? Знаеме ли се? Па видите, од таму некаде ја почнавме емисијата, дека ние можеме да зборуваме за она што знаеме, а тоа што знаеме е веројатно релативно малку. Ние знаеме за 20.000, 25.000 гени, зависно што ќе дефинираме ген дека е, меѓутоа отприлика тука некаде. Меѓутоа, тоа е само околу малку повеќе од 2% можеби од нашиот геном е тоа кое што се секвенците кои што се користат за да се создадат протеините кои што го создаваат ова тело. 2%. Само 2. Другите 98% не се јасни. Така што, знаете, ние например, ако направиме споредба со музика, ние знаеме дека нештото напишано во 5 линии во нотното писмо е едно, меѓутоа ако виолинскиот клуч не или бас клуч нели нешто така, нели ете тие работи што се однесуваат на регулацијата, на експресијата на тие 25 гени, што ќе се покаже, што нема да се покаже. Зошто некоја жена што ќе наследи BRCA1 например генетска промена патогена ќе има канцер, а друга нема да добие канцер макар и во истото семејство. Ете тие работи или например некој ќе добие одредена болест со појак интензитет, со полоша клиничка слика во однос на некој друг. Така што меѓутоа во генетиката, знаете, сите овие работи што се скриени имаат една закономерност која што ја гледам барем јас, а тоа е например истото и во невронауката. Ние знаеме за 5-10% или го користиме толку отприлика од мозокот. Рестото не сме баш точно убедени што прави. Знаете, кога ќе го погледнеме универзумот денес исто така, ова што е видливиот дел и она што го разбираме како субстанца е нешто многу помалку во однос на темниот дел. И така што мислам дека има една таква закономерност во природата каде што ние всушност разбираме многу малку. Сакаме да мислиме дека разбираме многу или дека разбираме се. Мислам дека реално но разбираме се повеќе. Па да. Мали чекори. Мали чекори, но важни. Важни. И во медицината, и во науката, и во останатите сфери од животот. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето. Никогаш не успеваме да го реализираме во целост концептот што е предвиден, но задоволството е кога повторно ќе бидеме во студиото на Телно и кога ќе отвориме некоја нова тема. Се разбира, Марија, тука сме кога имате интерес да помогнеме и вие гледачите овие сложени некои теми да им ги доближиме, се надевам дека беше интересно. Интересно и успешно. Секогаш успешно доближувате бидејќи го правите тоа на еден убав и разбирлив. Јас и благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Зборувавме за генетското советување со професор доктор Тодор Арсов. Ви благодарам што бевте дел од Телма амбуланта. Имајте пријатен ден.